Почитувани, повторно отвореното студио е отстапено во рамки на представување на кандидатите на овие локални избори 2017 година. Во фокусот на овој разговор, на оваа дебата вечерва е општината Куманово, општина каде што за овие локални избори има дури 5 кандидати кои што се борат за градоначалничката функција. Меѓутоа, Максим Димитриевски од СДСМ, Мемети Бесник од ДП, Башким Османи од Алијанса за албанците и Дритон Сулеймани од Сдруженијето БЕСА не дојдоа на закажаниот термин. Со мене во студиото е Зоран Ѓоргиевски, кандидат за градоначалник на коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ. Се надевам дека во рамки на овие предизборни кампањи сте се запознале и со програмите на другите кандидати кои што сметаат веројатно дека не е сходно вечерва да дебатираат со Зоран Ѓоргиевски или пак меѓу себе или да ги воопшто да ги представат своите програми за вас, гледачите, граѓаните, особено оние што се од општина Куманово. Сепак, тоа не значи дека нема да посветиме внимание на програмата на Зоран Ѓоргиевски од коалицијата од ВМРО ДПМНЕ предводена. Добро вечер за вас. Добро вечер и за вас и за сите гледачи на ТВ Нова, за кои ќе побудиме интерес да ја пратат оваа дебата. Се одваживте да дојдете во студиото. Па вака, колеги веќе е последен ден. Ред е и последниот ден да ги ставиме сите работи на маса. Имавте ли прилика да ги вкрстите вашите видувања? Имавме на националниот медиум на така, да не МТВ правиме и така. реклами на другите колеги. Океј. Така, меѓутоа сте имале да ги вкрстите вашите видувања. Па, ајде да почнеме со ред. Куманово, храбро Куманово, нели? Се соочува со проблеми, дури места, оние делови кои што имало подобрување, веројатно имате вие планови за понатамошен развој. Тоа што е интересно е што градоначалникот кој што досега истера 2 или 3 мандати, колку години беше градоначалникот досега, сега не е во трка за таа функција. Го сметате тоа за предност или не? Па може лично беше желба поради трката што имавме 2013 да господинот Дамјановски биде конкурентот од друга страна, меѓутоа сепак тоа е политика на СДСМ кој ќе им биде кандидат, нивни анализи, нивни проценки. Максим Димитриевски е исто човек од Куманово, достоен противник, па граѓаните ќе го кажат својот суд на 15 октомври. Кој бил во право, кој не бил во право. Вие се кандидиравте 2013 година, а сега повторно се обидувате да ги освоите гласовите на кумановци. Со што настапувате пред нив? Што ви е приоритет, како би рекол, што е она што за разлика од другите настапувате пред граѓаните, барајќи нивната доверба? Вака, Куманово за сите овие 26 години под менаџирање на СДСМ дојде во позиција да во Република Македонија од пред 27 години, кога беше лидер во индустријското производство, беше лидер во спортските активности. Значи, од една многу висока позиција сега дојде во позиција да биде лидер во негатива. Што значи тоа? Тоа значи да во овој момент Куманово е град со највисока стапка на невработеност. Имаме некаде околу 10.800 активни баратели на работа и 19.600 пасивни баратели на работа. Лидер по загадување на сите мерења, Куманово доминира во Република Македонија по загадувањето. Лидер по сообраќајниот метеж во Куманово, така да ја имам едно свое видување. Лидер во негатива во сите мерни работи кои се мерат во ова наше општество. Заради тоа, програмата со која настапуваме за наредниот период од 4 години, главните столбови се усмерени на главното решавање на проблемот со невработеноста, решавање на проблемот со загаденоста, решавање на проблемот со сообраќајниот метеж и со другите инфраструктурни работи кои го мачат Куманово. Поради тоа, наш главен топ проект е Куманово без скал. Жално е во 21 век да кандидат за градоначалник во Куманово настапува со ветувања
за решавање на централните делови на Куманово. Имаме улици по кои кумановчани се уште во 21 век газат кал. Имаме улици во централно градско подрачје на Куманово кои се уште немаат фекална канализација. Жално е тоа да го ветуваме на граѓаните, затоа со овој топ проект со кој ќе се реши комплетната водоводна мрежа на сите населби во општина Куманово, сите централни и урбани заедници на општина Куманово, фекална канализација на сите приградски населби на општина Куманово, асфалтирање на сите улички и улици во општина Куманово, осветлувањето кое е катастрофално во општина Куманово. Куманово е темен град. Значи, осветлувањето на целото градско подрачје, приградските населби, значи, комплетна една работа која нема да се одвива, као што се одвива сега, 2 месеци пред избори и 4 години не се работи ништо, туку од првиот ден на завршување на локалните избори, континуирано 4 години. Многу прашуваат луѓе од каде пари за таквиот проект. Сега ќе ве прашав, има ли во општинската Куманово има највисок буџет во Република Македонија, има буџет од 25 милиони евра. 10% од тој буџет се предвидени за континуирано трошење за решавање на сите овие инфраструктурни работи. 4 години по 2,5 милиона, тоа е 10 милиона евра за решавање на комплетните инфраструктурни проблеми во општина Куманово. Користам прилика и да кажам дека сегашното градилиште во Куманово, кое се работи овие последни 2 месеца за добивање на политички поени, со пари што ги даде Министерството за екологија од времето на владата на ВМРО ДПМН пред година дена, така да Куманово е сега едно огромно градилиште со многу прав и затоа е еден од најнечистите градови. Сите тие проекти кои се почнати не се завршени, приоритетна работа ќе ни биде да ги завршиме за доброто на граѓаните. Не да ги блокираме како што на централно ниво ги блокираат, туку што побрзо да бидат завршени и поквалитетно да бидат завршени. Тоа би требало да е оној дел што се вели инфраструктура, да се реши оној дел што е основниот. Канализација, водовод, санирање на улици, асфалтирање на улици и осветлување. Да, тоа е тековен дел кој ќе трае 4 години и ветуваме на кумановчани дека 2 месеци пред наредните локални избори сето тоа ќе биде завршено, а тогаш нема да се работи. Ако некој за 4 години не може да заврши нешто, последните 2 месеца нема да ја променат сликата во свеста на граѓаните за кого треба да го дадат свој глас. Колку се обидов да запишам 19.000 активни и 10.000 пасивни 19.600 и 10.800. Тоа се околу 30.000 над 30.000 невработени. Активните се од таа бројка на пасивните, меѓутоа активните се оние кои често бараат работа, кои се нонстоп на биро. Значи околу 20.000 невработени. Колку жители има Куманово? Околу 110.000. Околу 110.000, што е значителна бројка на невработени. Во таа насока, сите градоначалници и кандидати за градоначалници ветуваат развој на општината во тој економски дел. Што имате вие предвидено во вашата програма? Како ќе го реализирате да се надмине оваа бројка? Ние во нашата програма имаме предвидено изградба на тир зона која треба да ја реализираме со помош на државната власт. Оваа тир зона, јас како пратеник ја иницира уште пред 2 години, бидејќи пратеник сум од 2014 година во Македонското собрание. Така да во буџетот за 2016 година имавме предвидено 30 милиони денари за развивање на оваа тир зона за градење на инфраструктура. Со ребалансот на буџетот што беше направен оваа година, овие средства се скратени, така да овие средства нема да може да бидат употребени за таа зона. Меѓутоа останува една друга индустријска зона која од страна на владата на ВМРО ДПМН е доделена на општина Куманово уште 2012 година, така да на потегот на таа зона ние ќе инвестираме во инфраструктура,
Владата таму веќе гради една пречистителна станица за фекална канализација, така да ќе ја понудиме и на домашните стопанственици и на странските инвеститори под еднакви услови. Задачата на општинската Од власт... 2012 е доделена на општина Куманово Да. и се уште не е направена инфраструктурата? Па никој не е заинтересиран таму да вложи, бидејќи нема ни водоводна мрежа, ни фекална канализација, ни пат, ни струја. На гола лива да никој пари не става. Значи, општината, за да може најгорливиот проблем да го решава, ќе мора да инвестира во ова индустријска зона. За да инвеститорите, место да ги парите даваат за инфраструктура, да ги вложат во проширување на своите стопански капацитети, а тоа значи место повеќе за вработување за граѓаните на Куманово. Покрај тоа, на постојните индустријски зони што ги има во Куманово, тоа се во населба Вера Которка, населба Карпош и во населено место Бедиње, комплетната инфраструктура која е недовршена, инфраструктурата во овие зони е правена од средствата на самите стопанственици. Така да општината, секаде кај што инфраструктурата не е завршена, ќе вложи за да приодите бидат асфалтирани пошироки, да може теретни возила да влегуваат, да им ја олесниме работата на нашите домашни стопанственици, бидејќи они беа костур во овие 27 години за кумановчани. Така да средствата кои би требало да ги даваат за инфраструктура, повторно да ги вложат за проширување на своите капацитети, а тоа значи и примање на нови работници, намалување на стапката за невработеност. Второ, обележување, видливо обележување на сите тие стопански капацитети, за да нивните бизнис партнери многу полесно се снаоѓаат во овие зони за да ги најдат. Да ве прашам и за пошироката публика. Оваа зона, оваа индустријска зона, е во близина на автопатот или е од другата страна? Ова индустријска зона се наоѓа во близина на крстосницата на Коридор 8 и Коридор 10. Двата најголеми патни правца на Балкан. Што значи дека би требало да има заинтересираност на Би требало, инвеститори кои што... бидејќи подобра локација во Република Македонија стратешка нема од овие две зони. Значи, на спојот на овие два коридора се наоѓаат овие две зони. И индустријската, и тир зоната што ја планиравме. Бидејќи мора да потенцирам, Куманово е единствен град во Македонија каде што нема тир зона и нема ни еден странски инвеститор. Така. Добро, кога се говори, рековте дека е на крстосница, Куманово би требало да направи еден развој кој што би донел, нели, и туристи кои што би били привлечен град во однос на тоа дека многу од, нели, знаеме странците кои патуваат низ Македонија поминуваат по коридорот кој оди кон Грција. Па едноставно за едно одморалиште во Куманово да дојдат да прошетаат, а вие давате една слика дека во Куманово фактички се оди по кал во центарот. Тоа не е реалност. Некој може да затвори очи, меѓутоа тоа е реалност. Кога разговараме за инфраструктурата, многу од кандидатите за градоначалници се фаќаат за онаа хоризонтална, така наречена хоризонтална, нели, инфраструктура, дали тоа биле патишта, дали била инсталација, водовод, канализација, меѓутоа луѓето повеќе сакаат да видат она што е оди во вертикала. Има ли капитални некои проекти кои што сметате дека треба да бидат изградени? Кои што ги има во вашата програма и кои што како почнавте да ги кажувате и сумите и, нели, сте запознаени со буџетот? Вака, на Кумановци, Стари Кумановчани има една локација која се викаше Кумановска бања, меѓутоа со денационализацијата многу работи се сменија, така да Кумановчани ја изгубија Кумановска бања како место за рекреација, за уживање, за спортување. Меѓутоа, Куманово има еден друг локалитет кој е на 3 километри од центарот на градот. Ние, да кажем, политичариве го викаме наше Кумановско водно. Тоа е локалитетот Студена вода. Некаде по нашиот проект планираме на површина од 10 хектари да направиме мултифункционални игралишта за младите, млади игралишта за најмалите категории, со тобогани, со сите оние придружни елементи што одат, патеки за пешачење, трим патеки, патеки за велосипедисти, патеки за срчани болни, каде што на определени патеките ќе бидат под определен нагиб и со определени растојанија, со клупи на тие растојанија за одмор на луѓето.
бидејќи на тој потек има 25 хектари борова шума и листопадна шума. Значи, такво богатство на чист воздух на 3 километри од Куманово, а кумановчани се дават и гушат во прав. Вие по професија сте од областта на медицината. Да, јас сум по професија хирург. Така, затоа што ова да откриеме за гледачите ова објаснување со нагибот и под која косина би требало оној стрес тест, така наречен, нели? Тоа е фактички природен стрес тест, тоа се патеките за срчаните болни. Така, па значи еден спортско-рекреативен центар кој што би ги задоволил потребите на сите категории на кумановци, кој што би представувал една атракција за самиот град. За самиот град, така да она што досега им фалеше на кумановчани, кога ќе им дојдат пријатели и роднини од страна, да имаат кај да ги изведат за своја релаксација. Освен ова, планираме на овој локалитет да имаме угостителски објекти кои преку јавно-приватно партнерство ќе бидат заинтересирани да вложат, а и изградба на многу летниковци, така да оние прочуени пикник викенди, луѓево од Куманово да можат со семејството да го проведат во здрава средина во природа. Спомнавте ресторани и локали кумановци се познати, нели, по една добра, ајде да речем, народски софра на која што, нели, ги привлекувате и луѓето од околните места, знам многу скопјани, например, што доаѓаат во Куманово на гозби. Па токму затоа ги споменав ова поврзаноста со автопатот и со, нели, можноста за привлекување како одморалишта на странци кои што патуваат, особено во летниот период. Има ли таква тенденција воопшто? Дали доаѓаат, дали го посетуваат градот? Па сега за сега таква тенденција нема, бидејќи... Има ли можност за такво нешто? Да речеме луѓе што тргнуваат од Грција, зборам за странци од Европската унија кои што патуваат низ Македонија, да дојдат, да речеме, тука има од Куманово пред да поминат, нели, граничен премин, да одморат. Сега за сега има во близина на Куманово такви локалитети, меѓутоа сепак се оддалечени доста од центарот на градот. Мислам дека е тоа добар извор на средства. Да, затоа прашувам колку е тоа искористено, а колку не, значи, колку може да понуди како архитектура, како нешто значајно за да се покаже. Вака, од таквите туристички атракции ние као град не можеме многу да се пофалиме, бидејќи на тоа поле во Куманово никој пат не се вложувало и таа стара архитектура по која Куманово е било препознаено, не се направи напор да се заштити од локалната власт, така да тоа е доста руинирано. На место на таквите стари историски објекти сега никна згради, бидејќи економијата е пред културата и Куманово владе еден урбан хаос, кој за да го решиме, ќе мора да планираме со новиот генерален урбанистички план што треба да го донесеме, бидејќи стариот истечен уште од 2012 година. Така да Куманово 5 години веќе функционира со истечен генерален урбанистички план, каде што не се предвидува како ќе биде ширењето на градот. Со новиот генерален урбанистички план што ние ќе го понудиме, значи ќе имаме контролирано ширење на градот со паралелно пратење на инфраструктурата за ова ширење. Кај нас досега имавме експлозивно ширење на градот, каде што инфраструктурата не ги пратеше овие ширења и затоа и сега и доаѓаме во позиција да главни топ проекти кои ги нудиме на граѓаните се инфраструктура, а не некои многу повисоки културни достигања. Сепак, нели, ако го добиете мандатот, тоа ќе бидат 4 години во кои што ќе треба да ги задоволите и потребите на сите категории на граѓани. Пред се тоа би било решавање на сообраќајните прашања, решавање на екологијата, ајде овој спортско-рекреативен центар може би и ќе придонесе малку кон, нели, воздухот, меѓутоа тоа не е она што се вели чистота на градот и урбаното живење. Тука е образованието, тука се оние категории на граѓани како пензионери, нивните потреби за задоволување. Па вака, Куманово, постари кумановци паметат, беше град каде улиците ги пратеа дрвореди. Сега Куманово е град на бетонот и на асфалтот. Значи во нашата програма... Ако расте градот, тоа е неминовно. Се слагам, меѓутоа, ако се планира долгорочно, секој пат има простор за да се насади дрво. Значи, доколку планирате долгорочно за ширење на градот за 10 години со новиот генерален урбанистички план, доколку планирате за одредени локации да имаме типски населби,
што ние ги планираме и ќе ги стимулираме граѓаните, затоа што сегашнава разлика на плаќање на давачки на општината на градење на периферија и во централно градско подрачје е 10%. Ние во програмава нудиме и стимулираме за младите брашки и двојки кои ќе бидат заинтересирани да градат надвор од централното градско подрачје, да разликата биде 30%. Кој ќе гради во централно градско подрачје ќе биде поскапо 10%, кој ќе гради во периферијата на градот, кај ќе биде определено за типски населби, ќе биде 10% по-ниско од сегашното. Така да, постоечката разлика ќе биде 30%. Тоа им го нудиме на граѓаните и тоа е една од мерките со кои сообраќајниот метеж во централното градско подрачје ќе го намалиме. Втора од мерките за да се намали сообраќајниот метеж ќе биде изградба на кружни токови во општина Куманово. Од самиот влез на сите места кај што има потреба, планирано ни е за 4 години минимум 8 кружни тека да се изградат во општина Куманово и на оние најопасни клучки каде што досега имавме сообраќајни незгоди со смртни последици и за таму е предвидена еден поголем кружен ток. Така да решавањето на сообраќајниот метеж со растеретување на централното градско подрачје, со изградба на кружните текови, со изградба на монтажни паркиралишта, не тврдиме дека ќе го решиме сообраќајниот метеж. Меѓутоа, ќе го намалиме во подносливи рамки. По прашање на образованието, јас ги отворив како една тема во која што може да, нели? Во Кај вас ќе бидат, нели, и основните средноучилишниот центар Наце Буѓони, кое училиште постои 50 години, нема спортска сала во централно градско подрачје. Ние го нудиме као проект на најстарото училиште во општина Куманово, тоа е гимназијата Гоце Делчев, нудиме спортска сала и во населеното место Черкезе, во основното училиште Јероним Дерада, нудиме спортска училишна сала. По прашањето на најмалите наши жители во општина Куманово, тоа сега сакав да ве прашам. Сите градоначалници што поминале низ ова студио посочуваат на евентуални проблеми и недостиг на места за градинките, за места за најмалите. Каква е состојбата во Куманово, што со тоа праваме на генерална слика во како е во државата со нели она што се вели подмладок. Па ги задоволуваат ли градинките детските во Куманово во овој момент на листа на чекање се од 600 до 700 наши мали сограѓани кои чекаат место во детските градинки. И оние кои влегле во детските градинки, веќе бројката е пренатрпана, значи веќе немаме квалитет во услуги, давање на услугите. 600 до 700. Да, 600 до 700. Веќе немаме квалитет во давање на услугите на оние кои веќе влегле внатре. Доколку една воспитачка треба да има, шпекулирам, 10-15 деца што треба, бројката е зголемена, така да услугите, квалитетот на услугите не е тој што треба да го добијат. Една од работите што ние... Колку градинки се тоа 600 до 700? Колкава е потребата? Па, отприлике по наша проценка тоа се 4 градинки кои ние планираме да ги понудиме на граѓаните. Значи тоа е дел од... Да, значи тоа е делот што сакам да го кажам. Градинка во населбата Гоце Делчев. Во школскиот двор. Значи, место општината да купува места, бидејќи има простор во школскиот двор, решена е инфраструктурата, водовод, канализација, грејење, со многу мали пари ќе се изгради градинка. Втората градинка што ја предвидовме е во школскиот двор на училиштето Толи Зордомис во населба 11 октомври. Третата градинка што ја понудивме е веднаш до амбулантата во населеното место Перочичо. И четвртата е проширување на капацитетите на постоечката во населбата Гоце Делчев. Значи, максимално домаќински ги гледаме работите, да со помали средства имаме реализација на 4 овие проектирани детски градинки кои се нужност во кумановските млади населби. Бидејќи и населба Гоце Делчев, и населба Карпош, и населба Перочичо се млади населби со млади луѓе, со наши млади сограѓани. Работа која ќе им ја понудиме на најмладите.
За нашите најстари сограѓани Апсолутно, кај што се внуците, тука се и не пензионерите, постои тоа некако анкета, така. не постои анкета направена на центарот, на плоштадот во Куманово, на која една од забелешките на најстарите сограѓани се јавните тоалети. Ние во нашата програма предвидовме 2 јавни тоалета во централното градско подрачје и изградба на нов дом за стари лица со капацитет од 50 до 100 легла со јавно-приватно партнерство, бидејќи постоечкиот Зафир Сајто не ги задоволува барањата на старите лица за оваа намена. Така да кумановци се принудени за нега на овие стари лица да бараат решенија надвор од Куманово по скопскиве центри. Оваа слика која што сега ми ја дадовте за Куманово ми кажува многу поинаку од она што веројатно ја замислував за еден град кој што не е толку мал, рековте 110.000 жители. Каква е состојбата? Постои ли централно грејење во Куманово? Единствен град кој нема топлани и нема централно грејење. Затоа и тоа е еден од причините покрај Има ли гасовод до Куманово? Молам? Има ли гасовод и дали се Куманово, употребува? актуелната власт се фали дека Куманово газ е прва фирма за газ во Македонија. Меѓутоа, до сега немаме топлана. Една од мерките која требаше да им се понуди на граѓаните. До сега секундарната гасификација и терцијарната гасификација не се завршени. Има изработено, веќе пуштено на 5-6 јавни објекти, меѓутоа за приватните стамбени згради немаме гасификација се уште приклучена во град Куманово. Тоа ќе ни биде една од заложбите за довршување на проектот на гасификација кој е започнат од претходната власт, бидејќи една од мерките за почист воздух покрај решавање на сообраќајниот метеж, кој е фактор број 1, во зимскиот период е и грејната сезона. Така да и ова ќе им го понудиме како решение на кумановци. Приклучоците кои сега се енормно високи, некаде од 800.000 евра е приклучок на газ, ќе ги сведеме на некои нормални бројки, каде што самите граѓани ќе бидат заинтересирани со гасификацијата да го решат проблемот на грејење. Значи, Куманово има газ, меѓутоа нема индустријска зона. Нема индустријска зона, нема топлана со која би можело да им понуди топлификација во најурбаните населби, као што се Панче Пешев, Гоце Делчев, бидејќи тоа се урбани населби со згради, каде што оваа топлана би можела да биде максимално искористена. Во делот на културното живење на Куманово, имате ли, освен потребите од инфраструктура и, рековме, работа и проширување, споменавме дел од она што се вели култура, што би можело да привлече странци на поминување, на минување, да влезат, да го видат Куманово, да вкусат од храната во познатите ресторани. Па вака, од Куманово... Културното живење, што нуди како култура и културен дом со своји програми, што е она што е под надлежност на општината. Вака, ние во нашата програма кажавме дека сите оние традиционални културни манифестации ќе бидат поддржани од наша страна. Тоа е, значи, она што го имаме од културата, да биде поддржано од наша страна. Ние дополнуваме, освен ова, меѓународен фолклорен фестивал, по кој Куманово ќе биде препознатливо, меѓународен мултиетнички детски фестивал, тоа е новина која ја нудиме, бидејќи Куманово е Македонија во мало. Не постои етникум кој го нема во Куманово, не постои верска заедница која нема во Куманово, така да оваа мултиетничност мораме да ја градиме кај децата од најмали нозе, за да можеме да имаме едно здраво општество. Освен овие работи, кажавме, ќе го збогатиме Кумановското културно лето со приклучоци за електрична енергија за стрит свирачите кои сега се тренд низ Европа, за нашите кубановчани кои на овој начин ќе можат да се промовираат пред своите сограѓани и сите оние добронамерни уметници кои ќе имаат желба на Кумановскиот плоштад да се промовираат како таленти на музичко поле, на ликовно поле. Меѓутоа, една од замислите што ја имаме за културно лето за Куманово е изградбата на овој спортско-рекреативен центар Студена вода, бидејќи сметаме дека оваа локација многу ќе го зголеми културното лето на кумановчани. Бидејќи во најжешките месеци сите бараат
настани од културата, меѓутоа и подносливи услови. Сепак, плоштадите во највручите периоди ќе бидат избегнувани дење, вече ноќе може да понудиме на кумановчани настани, да ќе ги вратиме матинејата што беа традиција едно време во Куманово. Значи, на полето на културата, општината ќе биде здрава логистика покрај сите оние досегашни традиционални работи, меѓутоа и ќе ја гаиме културата кај најмладото население со логистичка подршка на сите оние драмски секции, ликовни секции, значи од областа на културата, музички секции, етно инструменти. Куманово има средно музичко училиште Панче Пешев, за кое ќе понудиме да учениците од тоа училиште имаат новогодишен концерт на 1 јануари на нова година, да се промовираат пред своите сограѓани дека во тоа музичко училиште и ние имаме талент. Во отсуство на вашите колеги, сите представник од кандидатот од СДСМ, од ДП, од Алијанса и од БЕСА, сте ги виделе нивните програми. Има ли делови кои што би можеле вака и вам би ви биле интересни, доколку ги освоите изборите, да може да ги исполните? Постои ли таква една која ќе се сретнете меѓу вас соработка, да речете, тоа е убав проект? Па вака, проектите што ги нудеше против кандидатот од СДСМ, тоа е нов цевковод за Куманово, во должина од 18. Не ве прашувам што, за да не биде, нели, да не правиме реклама на оние кои што има прилика да дојдат. Мислам, тоа е дали меѓу себе кога комуницирате во само таа да ви насока? кажам, тоа е проект каде што цевководот треба да биде 18,5 километри. Вредност на тој цевковод треба да наведуваат 10 и нешто, мислам дека ќе биде близу 13 милиона евра. Тоа е многу голема капитална инвестиција која градот не може да ја плати, така да без помош на централната власт ваков капитален проект не може да се изведе. Меѓутоа е потребен на Куманово. Основната работа што они ја нудат, тоа е што тој цевковод треба да понуди 500 литри вода во секунда, а постоечката фабрика за вода, тоест филтер станица, има капацитет од 320 литри во секунда. Значи, многу повеќе вода ќе има отколку таа станица што може да филтрира. А у Куманово има потреба од многу поголема филтер станица, така да ќе мора паралелно со изграда на овој цевковод да градот Куманово направи уште една филтер станица за да таа вода што би дошла, збориме, во иднина, би можела да биде преработена, за да може да се задоволат потребите на целата општина Куманово. Сепак тоа е многу голем проект. Од колегата од БЕСА имаше интересен проект за продолжување на булеварот Октомвриска револуција и негово припојување на автопатот Александар Велики. Тука тоа е бил проект предвиден, меѓутоа потоа е престанено со реализација. Може за некој идно време да се размислува на тоа поле као проект. Значи сите и против кандидати има по некој свој добар проект кој вреди да се натаму размислува доколку било кој од нас дојде на власт во општина Куманово. Дали се согласувате во критиките, односно описот на ситуацијата во Куманово? Дали кажавме ова што е добро во програмите? Она што вие го спомнавте, Куманово во кал, дека не достига, не знам, сообраќајна инфраструктура, дека не достигаат многу работи, нели, индустријските зони. Дали се тоа дел од нивните критики за градот? Вака, има една моја критика која гласи вака. Во програмите со кои дел настапуваат, каде што изведувач на сите проекти ќе биде централната власт, тоа е една моја критика и едно моје размислување доколку дојдат предвремените избори во март и дојде до смена на власт. А сите ваши проекти се засновани на тоа дека централната власт ќе ви ги прави. Што ќе правите вие во наредните 4 години? Кој е ваш локален проект? Кој е носител на проектот? Така. Тоа е едно мое размислување. Немам ситуација во дебата да ја кажам. Очекував дека во некој од дебатите ова ќе го кажам, бидејќи сите проекти централната власт ќе ги прави. Доколку дојде во 2018 до предвремени избори и промена на власт. На крајот кога ги прави се централната, што баре локалната? Што ќе прави локалната?
Ве прашав чисто за да сликата која што ја дадовте за Куманово, дали се поклопува кај сите Имаме кандидати или... размислувања, имаме размислувања различни, например, средноучилишниот центар кој е сместен во просториите на бившата дирекција, само да кажем, во бившата дирекција на ЗИК Куманово, каде што наставата е на албански јазик. Сите се слагаме дека тоа е проблем, решенијата ни се разликуваат. Може би тука треба да се најдеме негде заеднички, да најдеме некое соодветно решение, бидејќи локацијата на тоа средно училиште е безбедносно многу опасна за учениците од тоа училиште, а безбедноста на учениците ни е пред се. Така, апсолутно. Господине Ѓоргиевски, ја ви благодарам за оваа дебат. Се надевам дека, еве, ова повеќе беше интервју отколку дебата, меѓутоа тоа е само заради неприсуството на вашите против кандидати, односно сега во моментов, ајде да ги наречам колеги во оваа изборна трка. Се надевам дека Куманово ќе ги надмине сите овие проблеми кои што му се наталожиле и оваа слика која што ја дадовте за 4 години ќе биде барем малку поинаква, бидејќи не верувам дека се ова може да се надмине за 4 години. И затоа во нашите излагања никаде не кажавме дека од корен можеме да ги смениме работите. Меѓутоа, за период од 4 години да ги доведеме во состојба на подносливост, да не бидат терет на граѓаните. А потоа да се... Да, а потоа веќе да одиме со новиот генерален урбанистички план за нивно комплетно решавање во наредниот период од 10 години. Пред се, како што рековте, бидејќи Куманово да не биде повеќе вокал. децениски проблеми кои за период од 4 години 100% не може да се решат. Значи, како приоритети, Куманово да не е веќе вокал, овој спортско-рекреативен центар, индустриската зона со надминување на невработеноста, искористливоста на гасификацијата и водоводот би бил еден многу добар старт. И новите паркови кои ги планираме во Куманово, бидејќи планираме нов парк во местноста Проевце, каде што веќе дрвјата ги имаме. Тој простор треба само да се уреди, да биде уреден, осветлен, за да граѓаните на Куманово имаат каде да своите добри моменти за мир и тишина и спокојство ги поминуваат, постоечките да ги ревитализираме, градскиот парк каде што е со доста стари дрвја да го ревитализираме, обновиме. Најпознатото место Кумановско, тоа е спомен Костурница, да ја ревитализираме, бидејќи за овие 13 години водство на оваа локална власт комплетно е руинирана целата околина на спомен Костурница. Така да во наредниот период од 4 години да го вратиме сјајот на спомен Костурница и околината и паркот кој беше препознатив на ниво на онаа Југославија од она време, да го вратиме сјајот на спомен Костурница. Ѓоргиевски, ја ви благодарам за ова представување на вашата програма. Изборите се. Ви благодарам и вам на времето и на шансата да на гледачите на ТВ Нова од Куманово и широм Македонија ги прикажеме проектите со кои планираме да во наредниот период настапиме во Куманово. Така, Куманово нема да биде во фокусот само за време на оваа дебата, веројатно ќе се гледаме и понатаму со оценки за напредокот на Куманово. Вам ви благодарам на вниманието. Ова беше уште едно од оние отворени студија посветени на локалните избори 2017-та, овој пат посветено на општина Куманово. Останете со програмите на Нова.